Dobro večer, Македонска каменица. Dobro večer, мои пријатели. Dobro večer, Румава да помане. Штувани присутни, најпрви ви јас да се извинам за досењето заради некои непредвидени образки. Ме радува што да гледам во толку голем број на овој денешен ден, на кој што сме собрани да дадеме подршка на кандидатурата на сегашниот и иден градоначелник на Македонска каменица, Дарко Руминов. Драги пријатели, имате кандидат кој што е проверен на работа. Човек кој што знае да работи, човек кој што сака да работи, човек кој што се покаже, човек кој што го градеше своето работно искуство и во Скопје во рамките на Министерството за образование, како дел од поширокиот состав на владата, кој што направи многу во тој период во Скопје и беше многу жал кога тој го напусти Министерството за образование и дојде во Каменица, затоа што загубивме голем работник. Меѓутоа пак Каменица доби голем работник. Драги пријатели, Дарко во последните години направи многу проекти за кои што вие сте свесни. Дали е овој дом за култура, дали улиците и во урбаните и особено во руралните места, дали пазарот, дали сите оние проекти кои што ги кажа, кои што ги направи, навистина ја исполни програмата целосно, 100%, а и многу повеќе од тоа, вклучувајќи го и домот на фудбалот и сите оние проекти кои што на ваша радост и на наша се разбира се завршија за Каменица и Каменица доби одличен градоначелник. Нема простор да се размислува за нешто друго. Нема простор за експерименти. Имате човек кој што знае да работи и многу е сакал ова општина, многу ги сакал овие луѓе, кои што се покажа во минатиот период. Со чие што соработка се издействува концесиите на рудникот да доаѓаат во општината, во буџетот на општината и со тие пари да се инвестира за поквалитетен живот тука на вас во општината. Навистина, било кој експеримент ќе биде лош, затоа што имате така солиден градоначелник што било каква друга одлука ќе биде голема грешка и која што ќе биде непоправлива грешка понатаму. Драги пријатели, она што се случува во Македонија овие денови и што на големо го турка актуелната власт е втерувањето страв, агресијата, злоупотребата на полицијата, заканите и тортурата. Со тоа беше одбележан првиот круг од изборите, со кој што многу граѓани беа заплашени и многу граѓани полицијата действуваше и имаше многу подкуп. Наистина, една дивна завеса за да не се види реалната слика во која живее народот. Погледнете како овие 5 месеци додека се на власт повеќе нема проекти. Не се зборува за економски достигнувања или за некои нови инвестиции кои што претходно не били. Нема веќе нови спортски сади, нема нови училишта, нема нови фабрики, нема нови водоводи, нема нови канализацијски мрежи. За пензионерите кои ги измамија и за нови проекти во земјоделието и да не зборувам. Не само што нема, туку почна да градат субвенции, односно да најавуваат дека од следната година тој што нема да има поголеми приноси, нема да добие субвенции, а го кина и покачувањето на пензиите. Еве, да се подсетиме и на тоа дека не само што нема нови проекти, туку нема ни го најава проекти. Например, да ја прашам, што ново изградија во овие 5 месеци? Што ново направи, што ново почна да се прави и во Македонија и овдека во Македонска каменица од централната власт? Не од градоначалникот, од централната власт. Нема ниту еден проект. И не само што немаат нови,
туку и ги кочат тие што ние почнавме да ги градиме. Покажаа дека се неработници, дека се вистински неработници. Згора на се, без срам, се палат дека ги зголемеме даноците. Јас знам едно време ние се палиме дека ќе ги намалиме и ги намалиме даноците. Ама да се пали влада, дека ќе зголеми даноци, тоа наистина не може да го разбере. Пошто денеска слушна визија на потпредседателот на владата Танушев, вели зголемувањето на даноците нема да биде штета ни на граѓаните, ни на компаниите, дури од корисниките. Ја такво нешто во економијата не сум чул. Може би човекот може да конкурира за Нобелова награда, некоја нова теорија ова, дека зголемување на даноците нема да биде ни на штета ни на граѓаните, ни на компаниите и уште дека и од корисниките. Браво! Само такво нешто во светот не е забележано. Во светот паѓаат влади кои ќе најават зголемување на даноци и кои ги зголемат. Во Македонија владата се фали и се горде дека ќе ги зголеме даноците. Дека ќе плаќате персонален данок повеќе, што значи од вашата бруто плата ќе оди повеќе за државата, а помалку за вас. Дека може би и ДДВ-то ќе се зголемува, што значи дека цените на стоките што ги купувате ќе се зголемат. Дека данокот на добитка може да се зголеми, што значи дека фирмите во кои работите, профитот што ќе го направат и се намали, ќе го дадат на државата и наместо да го инвестираат во нови инвестиции, во нова механизација, тие ќе го дадат за државата. Или наместо да ги качат платите со него, тие ќе го преостапат на државата за таа да го троши. И со тоа се борат. И тоа 3 дена пред избори излегува, вика, сега ќе идете да носите го ги качаме. Топ ги. Господа, што е да ваме, не може да рака, што се случува во ова држава. Ненормалното станува нормално. Нормалното го прават ненормално. Драги пријатели, гледам дека видовме како организираат избори. И нема да зборувам само за пугнатиот череп на градоначалникот во Шуторица, за убиениот носител на советничка листа во Кишево, за извршените штабови, за измислените кривични пријави против градоначалници. Ќе ви пренесам, например, едно искуство од она што се случува сега на терен. Јучо Захарија Поштип, например, ми вели, се борам против цела влада и цела полиција. Ме следат и првиот ден после првиот круг ми упадна финансиска полиција. Го следа секој ден со цивилни коли и влегуваат по домовите кои тој ќе ги посети. И методот е ист. Ако не успее подкуп, следува закана или уцена. Или па речеме Тони Трајковски од Газибаба ми вели, еден ист човек од СДСМ со денови дели пари во Румели и околните населени места, среде бел ден и мака си нема. Пријавуваме во полиција, нема реакција. Ги информираме на додавачните емисии, но тие се неми. Во Новаци им се заканувале дека ќе ги избркаат од регвито, а во Скопски Бунтов полицијата, активистите на СДСМ и криминалното посење се едно исто, исповрзани и во најголемо партнерство. И тоа е слика скоро во секоја општина, каде има избори во вториот круг, така беше и во првиот круг. Драги пријатели, и тука, знаете дека нудат подкуп, одат по луѓе, по врати, се закануваат, ќе извркале некој од работа, од администрација, ќе му укинеле субвенција, ќе му направиле она или она. Направија африкански избори во Македонија. Ги претрка и Кенија и Сомалија. Но едно треба да знаат, колку повисоко летаат, толку поболено ќе биде пагањето. И нема да не скршат. Нема да ги дозволиме да не скршат. Тој кој тргнал против народот, лошо заврши. Не ми се плашите ниту вие, затоа што тој кој со страх сака да владее, тој нема да трае долго. И не забравяйте, ние, ВМРО ДПМН, секогаш остануваме со вас, рамо до рамо, да ги победиме и да ги поразиме. Крајната цел е да се
Крајната цел е да се сузбие секој слободомислещи македонец, кој се грижи за својата држава, кој го сака својот народ, својот јазик, својот идентитет, и да се и преку разни механизми да се делува на свеста на луѓето, да почнат да верува дека воопшто е демоде, дека не е модерно да се сака државата. Туку дека е модерно да се легализираат хомосексуални бракови и деца да постојуваат тие, дека е модерно да се легализира марихуаната, да се промовира максималното користење на алкохол и така натаму. А секој кој ќе помисли да ја штити државата, како што беше на 27 април, секој кој снимал, например, документарни филмови за македонските герои или кој учествувал во поставување на спомениците на луѓето што ги даде животите за Македонија, тие да се плашат, да живеат во страх, дека ќе бидат прогонувани, дека против нив ќе се отворат некакви процеси. Секој кој градил патишта, автопати, кој целото свое време, труд и енергија го посветил на оваа држава, исто така да биде притиснат од некаков процес. Криминалците на слобода, патриотите по затвор. Красивци на слобода, Едмунд Неделко во затвор. Човекот кој што е борен за човековите права на македонците во Албанија и единствен македонец, кој што е градоначалник во странство. Убиците на децата на Смилковското езеро, кои направиле свирепо убиство на 5 деца, чија вина беше само за тоа што се македонци, ќе ги пуштаат на слобода. А дедото за губење коса 4 години затвор. Немирите настани на 27 беа намерно испровоцирани. Луѓето потпаднаа на провокација. Тоа беше едина грешка. Не требаше да потпаднат на провокација, но потпаднаа на провокација. Тоа беше реакција на акцијата за нелегален избор на председател на Собранието. И што се случи? Со помош на надворешни фактори, од ноторен криминалец и национален предавник, како Заев, да се направи жртва. Овие луѓе треба да се ослободат и ние ќе направиме се во рамките на институциите да помогнеме во тој правец. Затоа што гледаме дека нема правда во оваа држава. Дека криминалци од типот на Бајбуш, на Красничи, на Ракич и оние 1050 за кои што сега ќе прават закон за амнестија да се ослободат, ќе се ослободуваат. Тоест нема простор овие луѓе кои што во основа се патриоти и родолюби да има процеси против нив и да се прогонуваат. И дали граѓаните да организираат хајки, забравија се она што го ветуваа, а ветуваа живот со 500 евра просечна плата. Но не само што ја нема таа просечна плата, туку таа почна да се намалува. Просечната плата во Македонија во овие 4-5 месеци се намалува. Забравија и на докторите на кои ветуваа дека ќе има пораснат платата на 1500 евра месечно. Забравија и на ветувањето за нови инвестиции. Нема нови инвестиции. Забравија и на многу други ветувања. Например, едностранска инвестиција не донесува, а во реалноста индустријата и извозот одат надолу. Производството опаѓа. Трошоците за живот растат, а замислите друго време и за покачување на даноците. Имаат пари за да го зголемат буџетот во владата со ребаланс за 6 милиони денари, за да работат 50 или 70 нови нивни активисти во владата, а немаат пари и затоа ќе ги зголемувале даноците. Значи, за работување на партиските кадри во владата има пари. Ама после кога ќе помине годината е сега нема пари и ги качиме даноците, за да си ги работуваат партиските активисти. И не заборавија да го случат оној штетен договор со Бугарија, со кој што се откажуваме од македонското малцинство во Бугарија, со кој што се откажуваме од македонскиот јазик и со кој што кажуваме дека историјата до 1960 била иста. Македонската историја била бугарска историја. И во тој правец припаќаа да ги менуваме учебниците по историја, во кој треба да стои дека Илинденското востание не било македонско, туку било бугарско. Дека првата пушка против фашизмот во Прилеп и Куманово 41 не биле на македонците прва пушка против фашизмот, туку било некоја внатрешен идеолошки конфликт
помеѓу различните страни на бугарското население во Македонија. До каде ја дотирахме, драги граѓани, со оваа марионетска влада. И целта е всушност да го остварат редефинирањето за кој што Заев говореше вака. На прво место е нивниот план за промена на името на Република Македонија и промена на идентитетот на македонскиот народ. Второ е ова со договорот со Бугарија. Трето е да доселат мигранти од Азија и од Африка, да им дадат државјанства и да се населат тука на долг рок, за да излезат фини и добри кон други држави да ги растерат. Плюс идејата и била дека после ќе ги правеле нивни гласачи. Четврто, зголемување на даноците. Понатаму, легализација на хомосексуалните бракови и давање можност да усвојуваат деца. И секако, двојазичноста на територија на Република Македонија со неуставен закон кој што веќе го турка. Тоа се тие 6 работи, драги пријатели, кои што сакаат да ги стуркаат спротивно на волјата на народот, спротивно на волјата на граѓаните. И затоа се трудат со сите сили, со подкуп, со закани, со уцени, да се прикажат како победници, да не имаат поддршка од народот, за потоа да имаат некаков легитимитет и да ги стуркаат овие редефинирање на Република Македонија спротивно на интересите на народот и спротивно на волјата на народот. Драги пријатели, сакам да се обратам до работените во различните компании, во институциите на централната власт, на кои се запенуваат. Не подлегувајте на притисоците. Сакам да ве повикам да се спротивставите, да излезете на гласање и да го дадете вашиот глас. Гордо и достоинствено, со радост, знаејќи дека ние сме тука, секогаш кога на Македонија ги е потребно, затоа што со вашиот глас одлучувате да поддржите општина која работи, која функционира и која е пример, градоначелник кој е пример. Затоа што со вашиот глас ќе се спроведат уште нови проекти во местото на ваше живење. И со вашиот глас ќе покажете дека сте против ова редефинирање кое што ни го подготвуваат во наредниот период. А ќе ги се обратам и на оние што владеат со криминал и корупција. Тие треба да знаат дека нема хунта која победила народ и нема помрачување кој не било осветено од народ подоцни или порано. Лажеа дека ќе се борат против режим, а станаа режим. Лажеа дека нема слобода и демократија. Прво нешто што направија кога дојдоа на власт, ја укинаа демократијата и секој ден, чекор по чекор ја одземаат слободата. Велеа дека нема независност на медиумите, а прво нешто што направија кога дојдоа на власт, ги уценија газите на медиумите и ја одземаа независноста. Велеа дека ќе работат, а секој ден гледаме како се краде и се назадува. Оваа држава е на овој народ и нема да може да ни украде. Да не дозволуваме да ни ги одземат басионите на ВМРО ДПМН, да излеземе со крената глава на нивото набивање на срам, да одговориме со пркос, со ломаровски пркос. Па ние во ВМРО низ историјата не сме подлегнале на многу поголеми застрашувања од овие неспособни луѓе. Да ни го покажеме тоа сега на 29. Драги пријатели, во сите овие години на власт, СДСМ, кога беше на власт, ништо не направи. Ниту во тие години кога беше на централна власт, ниту во овие сега 5 месеци кога е на централна власт. Сакам да ве подсетам една работа вас овде во Македонска Каменица. Во 2006 кога дојдовме на власт, во Каменица работеа се на се беа работели околу 800 луѓе. Толку беа се на се регистрирани работели. На крајот на 2016, неколку месеци пред да дојде СДСМ, од кога ги имаме податоците, Каменица има 1800 работели. Од 800 на 1800. Значи, големување на работелоста за 120%. Тоа е ВМРО ДПМН. Така се работи.
А не продавање беха и магла и ветување воздух или живот. Не, обезбедување работа, квалитетен живот, плата, услови за живење и за развој на семејството. Сакам да ви кажам и тоа, дека по победата на овие избори ќе се обезбеди за учениците од прво до пето одделение здрав и бесплатен оброк кој ќе го финансира општината. На тој начин ќе имаат и здрава храна и растретување на буџетот на родителите. Општината Македонска Каменица и Дарко Митевски ќе овозможат можности за граѓаните за стекнување на собствен дом, оние кои го немаат, по символична почетна цена на земјиштето по 1 евро метар квадратен, а исто така и укинување или намалување на трошоците за комунални и за градење на куќи. Има и целосно отпишување на долговите за комунални за оние кои што се од социјално ранливи семејства, заклучно со септември 2017. Нудиме концепт во кој има неасфалтирана и неосветлена улица и каде има парк во секој мало. Ќе се изградат нови градски и локални улици и реконструкции на постоечните улици. Ќе се изгради пречистителна станица на река Каменичка при низиното влевање во Калиманско езеро. Ќе се изградат нови водоснабдителни системи во руралните средини во Моштица и Моштица 1, Косевица, Тодоровци и Луковица. Ќе се реконструира училиштето Свети Кирови Методи. Ќе се отвори нова детска градина. Ќе се направи комплетна реконструкција на дом на Рудари и негова адаптација во мултифункционален простор. Ќе се направи рурална развојна зона за помош на повозрастни лица кои сакаат да отворат бизнис во руралните подрачја. Драги пријатели, ќе се направат уште долго работа кои што се внесени во програмата, која имате добиено или многу лесно може да ја добиете ако ја немате, на Дарко Митевски, на ВМР.ДПМН, програма која ќе обезбеди развој на ова место, како што имаше развој во минатите 4 години. Програма која ќе покаже уште еднаш